Почитувани граѓани, почитувани новинари. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, заедно со мнозинството, поднесе измени на закони со кои се ограничува каматата на долговите, односно таа не може да биде повисока од долгот. Всушност, ставаме крај на огромните каматни стапки кои досега во некои случаи и повеќекратно беа повисоки од самиот долг. Со предложените измени на Законот за облигациони односи и Законот за извршување, казнената камата нема да може да биде поголема од главниот долг. Тоа значи во ситуација кога износот на стасаната, а не исплатена казнена камата ќе го достигне износот на главнината, каматата престанува да тече или во пракса, за појасно, доколку долгот изнесувал 1000 денари, каматата тече се до оној момент додека не го достигне износот од 1000 денари, односно износот на главниот долг. Во тој момент каматата престанува да тече. Понатаму, со предлог законски измени на Законот за облигации се предвидува скратување на рокот за поднесување на барање за присилно извршување, односно на застареноста од 10 на 5 години од правосилноста на одлуката. Ова во пракса значи намалување на можноста за акумулирање на каматата, но и стимулирање на побрза наплата од страна на доверителите. На овој начин ставаме крај на енормните камати што повеќекратно го надминуваат долгот и на тој начин граѓаните, па дури цели семејства, се турка во така наречено должничко ропство. Овие предложени измени директно се однесуваат, односно ќе се однесуваат и на Законот за финансиски друштва, каде што е регулирано финансиското друштво да не може да склучи договор за потрошувачки кредит ако трошоците што не влегуваат во годишната стапка на купни трошоци надминуваат 60% од износот на одобрениот кредит. Надоместоците се однесуваат на сите трошоци што потрошувачот ги плаќа или има обврска да ги плати во текот на целиот период на важност на договорот, ако и произлегуваат или на каков било начин се поврзани со договорот за потрошувачки кредит или поврзани услуги. Всушност, на овој начин јакнуваме и контролата со новите измени на законот, дополнување на Законот за финансиски друштва, се зајакнува и контролата од страна на државата врз работењето на финансиските друштва, но и во она што значи наплата на трошоци, висина на трошоци, но секако овдека, бидејќи не беше вклучена казнената камата, бидејќи таа е регулирана со Законот за облигациони односи, затоа велиме со овие измени директно ќе влијае и на Законот за финансиски друштва, односно на односите кои што се ствараат помеѓу финансиските друштва и корисниците на финансиските услуги. Овие измени се во директна корист на граѓаните и затоа ги повикуваме сите пратеници од сите пратенички групи да дадат поддршка за тие што побрзо да бидат усвоени. Како народни избраници имаме одговорност и обврска да ги штитиме интересите на граѓаните кои не гласале. Со овие измени покажуваме дека токму тоа и го правиме. Ги штитиме граѓаните, им помагаме на граѓаните и решаваме еден долгогодишен проблем со што всушност го заштитуваме и нивниот стандард, но и стандардот на нивните поколенија. Благодарам, дали има прашања?